Денеска ја завршуваме серијата која ја се нареков Каменот. Каменот сведок, до сега денешната е само Каменот. Имаше К15 скеч за Каменот, ако ви тегнам се повеќе да знаете, да? На Каменот овој што читаше поезија. Првиот за кого зборувавме во оваа серија беше Лазар. Поточно воскресението на Лазар. Тргнувањето на каменот од гробот на Лазар е врвот на набојот на приказната, бидејќи Исус таму го прави последното чудо пред конечно да биде фатен и раснат. Тоа е значи чудото кое е како едно камче кој предизвикува лавина настани кои следат во Евангелието. Чудото на Лазар се случува во 11 глава од Евангелието од Јован, од 11 глава до 21 глава. Во таа приказна има прикажано само 7 дена. Значи до 10 глава ги имаме 3 години Исусова служба, но во следните 10 глави, значи пол од Евангелијата се однесува на една недела од Христовиот живот. Толку е голем набојот, толку е врвот на, тука е почетокот на крајот. Тоа што Лазар е воскреснат, самиот Лазар кој беше воскреснат од мртвите беше во опасност да биде убиен. Бидејќи тој додека е жив, останува жив доказ за тоа кој бил Исус и што правил. Веќе нема спекулации, знаете. Чудото со храната, може да кажете, добра бе, ги шмугнале некако овие корпите со храна, па сите се најадоа. Знаете, има финти тука може да се направи. Али Лазар сите го видува како умира, сите го видува како го погребаа, сите беа таму, тажеа 4 дена со Марта и Марија. Значи имало такви обичаи кога има време на тажење и доаѓа група на луѓе кои седат со тебе и тажат 4 дена тажат. Лазар е во гробот, замотан. Доаѓа Исус, го тргат каменот и Лазар излегува. Веќе нема спекулации. Тоа е чудото кое се случува и сите го гледаат. Тоа е чудо кое сведочи за авторитетот и силата која ја поседува Исус. Затоа, според тогашната власт, Исус мораше да биде убиен. Колку што е можно побрзо. Пошто од кај да знаеме какви се чуда ќе следат. Мислам, ако веќе оживен, мртов, што е следно, човече? Не знам што е следно. Тоа беше заклучокот на водачите. И во двете проповеди кои ги проповедав до сега, можевме да посведочиме за улогата на жените во тие два настани. Интересно е, тие се двата многу важни настани од мисијата на Исус, жените се многу инволвирани. И во случајот со воскресението на Лазар, и во случајот со воскресението на Исус. Марта, по прашање на Лазар кога е, Марта е таа која посведочува за Исус Христос уште пред Лазар да биде воскреснат. Таа јасно изјавува дека верува дека Исус може дури и од мртвите да го воскресне Лазар, така кажува. Вика, Господи, да беше ти тука, ова немаше да се случи, но сега знам, дури и сега, што е да побараш од твојот татко, тој ќе ти даде. Таа верува во Исус кој е Исус. Марта е херојов во оваа приказна. Освен тоа, дури и тоа да не се случи, како што вели, јас верувам во тебе. Таа приказна ме потсетува многу на една приказна во Стариот Завет. Приказна тоа ми беше една од умилените приказни додека бев дете. За Седрах, Месах и Авденаго. Тие што не сте пораснале во црква, ќе ви кажам зашто се работи. Израел е во робство, млади и способни луѓе однесени се во робство во Вавилон и таму вавилонскиот цар си расте, сега контекстуализирам, своји јаничари. Од сите народи си прави своја војска, своји интелектуалци, свој све, си прави свој тим со кој ќе го води своето царство. И тројцата млади, Седрах, Месах и Авденаго, ги имаат поминато сите можни тестови на интелигенција, на здравје, на телесност, на што и да е, и се дел од елитата која јаде царската храна. Тие таму престојуваат, тие се на некој начин стануваат во подоцна стануваат како советници на царот. Но додека растат, царот прави еден кип, огромен кип на Ваал и кажува секој што нема да се поклони на тој кип, сите ќе бидат фрлени во огнената печка. И кога се отвара свечено отварање, лента сечат таму ниле, слика таму CNN, Fox News, МТВ, новинари, кога сите се поклонуваат
на тој златен кип, на Ваал, Седрах, Месах и Абденаго стојат и ги прашуваат што е работа, но викаат ние се поклонуваме само на едниот жив Бог. Вториот пат не се поклонуваат и овој ми вика ќе ве фрлам во огнена печка. И он му викаат вака: царе, ти можеш да не фрлиш во огнена печка, но ние пак нема да се поклониме затоа што имаме Бог кој може да не избави. Но и да не избави тој Бог, ние пак нема да се поклониме на тој златен кип. И што се случува? Приказнато ли така, што царот се гневи многу затоа што тие на некој начин го предизвикуваат авторитетот на царот. Царот наредува печката да биде загреана 7 пати повеќе од обично. Тие повторно не се поклонуваат и ги фрлаат и викаат толку беше огреана печката што тие што ги фрла, они изгореа. И царот сведочи, ја гледа печката и наместо тројца внатре гледа четворица, а едниот, што е многу важно, еден со нив беше кој наликуваше на човечкиот син. Интересно е како Исус за себе го користи токму тој термин кога зборува за човечкиот син, така натома и така натома. И Марта ми звучи дека има таква вера. Јас Исусе верувам во тебе, дека можеш да го воскреснеш мојот брат, но и дури да не го воскреснеш, ја знам дека во денот на воскресението, таа конечна надеж, тој ќе воскресне и повторно ќе бидам заедно со него. Каменот кој беше од друга страна тргнат од гробот на Христос беше видлив доказ за Христовата победа над смртта. Каменот, темелник на нашата вера е Христос. Тој го воспоставува таму. Додека размислав за денешната тема, сватив една важна работа. Како прво, не можеш ти сега на тебе ти зборувам, за секој што седи тука зборувам, не можеш да седиш во црква сега и да мислиш дека ова што сега го гледаш е единствената реалност што постои. Тоа мора да го восстановиме сега. Тоа што сега седиш овде во црква, твоето присуство да го признаваш дека постои реалност која јас не ја гледам и тука сум да видам дел од таа реалност. Што кажеш со тоа што седиш овде во црква? Има нешта кои искуствено покажуваат на реалност која е малку подлабока. Подлабока реалност. Во одреден момент таа реалност не преплавува и излегува од границите на она што е логично. Почнуваш да чувствуваш љубов кон луѓе кои не си ги познавал до пред некое време. Чувствуваш љубов према некои луѓе. И тоа е чудно чувство. Едноставно чувствуваш поврзаност која е стварно чудна. Јас да кажеме, кога игра некој фудбалер, да кажеме, кој да кажеме сега Фирминио од Ливерпул, не знам дали ви значи таму Фирминио од Ливерпул, кога ќе даде он гол, јас се радам кој ја да сум дал гол, затоа што знам дека Фирминио пред 3 години поверува и тој се крсти. Го чувствам чудно, го чувствам како близок да ми е. Мислам, глупо звучи тоа, ама такво чувство е. Почнуваш да имаш порив да живееш спротивно на теченијата во културата во која живееш. Едноставно не сакаш да се на некој начин прилагодиш на се што се случува, па често пати си спремен да платиш и цена за таа работа. И тоа е чудно. Тоа е чудно. Иако постепено се бориш против твоето своеволие, самоволие, сите имаме ние самоволие. Имаме некој порив да правиме што сакаме и никој ништо да не ни каже. Тоест, никој да не ни пререче ништо. Тоа е некој онака внатрешно искушение кој постојано е тука. Значи некој ако го предизвика тоа што го правиш, едноставно не ти годи тоа. Но иако постепено се бориш против твоето самоволие, некако чувствуваш дека треба се бориш против таа работа, доживуваш многу необјаснимо искуство на неочекувана слобода кога тоа го правиш. Наместо да почувствуваш робство кога ќе се бориш против твоето своеволие, ти неочекувано доаѓаш до слобода за која не си ни знаел дека постои. Знаете, пред да го запознаеме Христос, дефиницијата за слобода е малку поразлична од како ќе го запознаеме. Пред да го запознаеме Христос, слобода е да правам што сакам и никој ништо да не ми каже. Тоа е слободата. И ти тоа го правиш. И се чувствуваш слободен.
Доаѓаш кај Христос и почнуваш да се бориш против сите тие како да кажам, искушенија кои ги имаш за да си правиш што сакаш, за да ја почувствуваш таа слобода, но интересно е дека колку повеќе се починуваш, толку по-ослободен се чувствуваш во животот. Некако диаметрално спротивно чувствуваш нешто ново. Интересно. Додека читаш Библијата, ако ја читате, ви препорачувам да ја читате секој ден, често пати зборовите излегуваат од страниците. Среќаваш вистини кои длабоко резонираат во тебе. Наставно нешто длабоко на вистина резонира во тебе. Дури кога не разбираш во целост, некои работи копнеш да чуеш повеќе и да искусиш повеќе. Тоа во кратко е средбата со таа реалност и стварност која на прв поглед не се гледа. Не се гледа. Но кога ќе сретнеш, знаеш дека е тука. Наставно има некои работи кои не се гледат, но се вистински и постојат. Читајќи ја проповедта на гората, Христос таа проповед ја завршува со една приказна, која како детска песна беше мојата омилена песна и беше на хрватски. Приказната е така, после ќе ви опеам, може ли? Вели вака, и така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, тоа е после проповедта, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена на камен. Ја слушате ли приказната? Многу логично звучи, нели? Таа куќа имала темел и не паднала кога дошле бурите. А секој што ги слуша овие мои зборови, ги слуша, ама не ги исполнува, прилега на човек, на глупав човек, вау, Исус нема тука финоќе. Глупав човек кој си изградил куќа на песок и заврна дожд и надојдоа реки и дувнаа ветрови и навалија на таа куќа и таа падна и паѓањето ѝ беше страшно. Се ќе ви отпеам песната. Песната е у блуз, за да ја запамтите полесно. Ова е една моја верзија на песната. Иначе има еден слайд. Фала, иначе. Ја пеам, не ми се смете, ја не сум фани сам. На пјеску куќу немој градити, ни преблизу до обале, након ќе се слушати, тада бичеш нужен, ти морачеш поново градити. Беш болje гради куќу на стени, постави дубок теми на здравото, и кад пухну вјетрови, и ćeš imati Божи мир. Иначе се ја пеев таа песна цело детство и после открив дека е дел од Библијата, нема појма дека е дел од Библијата. И така се учи најдобро, преку песна. Преку која ќе опееш мелодијата станува дел од тебе. Тоа што песната го кажува дека Христос е темелот на нашата вера. Таа е надеж е воскресението кој Христос го направил. За денеска сакам да го прочитам текстот како основа за нашата проповед. Ќе биде текстот кој верувам дека најмногу зборува за воскресението, најмногу систематски зборува за воскресението, аргументативно, а тоа е текстот од 1 Коринтијаните 15 глава. Ќе го читам 12 до 26 стих. Ако имате Библија или апликација со Библија, ве охрабрувам да си пратите, така ве охрабрувам, отворите си Библиите, пратете го текстот, верувам дека ќе ви послужи многу повеќе. Значи, 1 Коринтијаните 15 глава 12 до 26 стих. Вели вака. И ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како тогаш некои меѓу вас велат дека немало воскресение на мртвите? А што нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Ако пак Христос не воскреснал, тогаш напразна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Би се покажале како лажни сведоци Божи, бидејќи сведочевме против Бога, дека го воскреснал Христос,
кога што не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зашто ако мртвите не воскреснуваат, и Христос не воскреснал. А ако па Христос не воскреснал, напразна е верата ваша, вие сте уште во своите гревови. Тогаш и оние што умреле за Христос пропаднале. И ако само во овој живот се надеваме на Христос, тогаш сме ние најбедни од сите луѓе. Но ете, Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за упокоените. Бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. И како што по Адам сите умираат, така и во Христос сите ќе бидат оживеани, но секој по свој ред. Христос е првиот плод, потоа при неговото доаѓање ќе воскресат сите што се Христови. А потоа ќе биде крајот, кога ќе му го предаде на Бога и Отецот царството, односно кога ќе уништи секое началство, секоја власт и сила. Бидејќи тој треба да царува, додека не ги стави под нозете своји сите непријатели, а како последен непријател ќе биде уништена смртта, зашто сите ги покори под нозете негови, а кога се вели се му е нему покорено, очевидно е дека се изоставува оној кој му почини се. Амин. Малце конфузен текст, нели? Нешто збори за воскресението, ама апостол Павле некако плете, ако он не воскреснал и ние не сме воскреснале, ако он не воскреснал, тогаш напразна е нашата вера, тогаш сите сме во нашите греови и така натаму, и така натаму, и така натаму. Што зборува овој текст? Инаку овој моментот кога црквата во Коринт се појавува една нова наратива. Ама ќе дојдеме до тоа. На самиот почеток од 12 стих, апостол Павле, тоа што сака да го каже на коринтијаните, е дека не се работи, верата во Христос, не се работи само да повториш некои зборови или да ги знаеш напамет папагалски. Дали твојот живот, тој сака да им каже, дали твојот живот сведочи за исчекувањето на воскресението. Апостол Павле, знаете, во прво време немало толку Библии како што ние сега имаме на телефон и напишани и не знам како се не. Црквата на кој начин го памтела тоа верување, што ги составувало во верување во мали фрази, кои се може не се римуваат, но имаат свој одреден ритам за црквата да може полесно да ги запамти. Обично ако читаме ќе видиме дека на почетокот на 15 глава апостол Павле го почнува тоа свое излагање со ви го предавам она што го примив. Ако читате во 11 глава, и то овде се однесува на воскресението, а во 11 глава кога го кажува ви го предавам она што го примив, се однесува на причеста. Ти се некои суштински работи кои христијаните од самиот почеток ги ставиле во една мала форма во која секој кој поверува може да ја запамти. Основното верување на христијаните. Овде апостол Павле на ист начин го почнува за воскресението. Тој што сега да им каже, ова што сега го изјавувате како вера, дали е тоа некакво исповедание кој можеме се изгубило во текот на црквата или заземува некоја нова форма преку апостолското верување, преку дидахето, преку никејското верување, без разлика на тоа. А апостол Павле им кажа, тоа што го исповедаме на глас, тоа не е само некаква празна вера, тоа не се само некои зборови, тоа е вистински случај кој се случи по прашање на Исус Христос. Како може тогаш да веруваме, ама чекај, може имало шпекулации и така натаму. Во 13 до 16 глава, овој 13 до 16 стих, веќе апостол Павле има полемика за логиката на постоењето на црквата доколку Христовото воскресение не е вистинско. Тој сега да каже, дали има логика воопшто црквата да постои ако воскресението не се случило? Дали има логика? Зошто ние се собираме тука? Зошто се собираме во недела? Сите тие се легитимни прашања. Ако воскресението не се случило, зошто воопшто постои црквата? Иако се чини дека апостол Павле, и тоа е, тука може да откриеме гениалноста на апостол Павле, иако се чини дека апостол Павле тука зборува само за дали е логично сето тоа што го збориме, тој полека го позиционира Христовото воскресение како темелот врз кој почива целиот аргумент за христијанската вера. И сите можни останати причини или додавки ги трга настрана.
Тој додека кажува, чекај малце, што збориме овде за оваа работа, чекај малце, кој тој аргумент, тој некој начин додека ги трга тие работи, тој го става воскресението во центарот, на темелот на нашата вера. И не постои ништо друго. Не само што аргументира дека Христовото воскресение е зачетокот на верата, тој во еден замав кажува дека ништо друго не може да стои на тој тема. Апсолутно ништо друго. Таму може да стои само Христос. Тоа апостол Павле го прави многу вешто. А зошто има апостол Павле тоа потреба да го направи? Како што читаме во текстот, со текот на времето, на темелот на црквата, која почива на темелот на Христовото воскресение, се накалемиле некакви други убедувања за некои други причини и придобивки за постоењето на црквата. Слушај, например, зошто постои црквата? Што ќе се случи ако го поставите ова прашање рандом на било кој како поминува надвор од црквата? Зошто постои црквата? Така, што ќе ви кажете? Што мислите? Па, ние сме, нели, што е да, не знам што се може да кажат луѓето. Традиција. Да, традиција кажете, добро. Што друго може да кажат луѓето? Зошто постои црквата? Така останало. Може да каже затоа што сме македонци, не знам. Една жена ми каже дека Александар Македонски бил христијанин. Океј. Еднаш ми кажа така. Пред Христос бил христијанин. Така да. Што се луѓето може да кажат по прашање на тоа зошто постои црквата? Па слично нешто се случило и тогаш во први век. Со текот на времето луѓето почнуваат да се добиваат друга дефиниција зошто постои црквата. Слушај, многу било заедниште. Има храна таму, даваат храна, бесплатна храна даваат. Во црквата понекогаш собираат талишта, не ги даваат. Не знам, има убаво е, во недела, сабај нема што да правиш. Изволте, прекрасно е. Има убава музика, има прекрасни слики таму. Што ли све не? Едноставно, зошто постои црквата? Имало многу причини кои во првиот век луѓето почнале да ги веруваат. Апостол Павле вели не. Црквата постои на темелот на една единствена причина. Христос и неговото дело. Точка. Не постои друга причина. А кој е доказот, кој е ефектот? Во 17 стих апостол Павле сака да ни каже дека слободата од гревот која доживуваме преку верата во Христос е потврда за воскреснатиот живот кој се раѓа сега во нас. Слободата од гревот која чувствуваме. И што вели апостол Павле, ако муабетот во 19 стих, ако муабетот е само за сега и овде, ако црквата служи само за сега и овде, тогаш на вистина треба луѓето да не жалат нас најмногу од сите на овој свет. Да каже сите, кутрите овие види која е нивната дефиниција за убав живот. Да си одат контра на нивните инстинкти, да си одат контра на културата, да ги измачуваат, да бидат маргинализирани. Кутрите овие птен забегале. Мислам стварно, ова е нивната дефиниција за добар и убав живот. Апостол Павле вели, ако придобивките и благословите се само за сега и за овде, тогаш треба сите да не жалат. Тогаш, што е поентата? Има неколку прашања кои треба да ги одговориме. Зошто сме дел од црквата? Мора да си го поставиме тоа прашање. Знаете, една од тие работи кога ја почнувавме црквата, пред да ја почнеме црквата, имав многу реторички прашања кои беа на моја адреса, тоест не беа реторички, туку само self-reflective, како да кажам, само прашања кои беа насочени кон мене, кон моето внатрешно убедување. Што верувам ја за црквата? Едно од тие прашања ми беа поставени зошто воопшто да почнеме црква во Аеродром. Не е лесна работа да се почне црква. Верувајте, едноставно, како прво не знаеш од кај да почнеш, што да правиме. Поентата е дека дојдев до прашањето зашто воопшто постои црквата. Дали има потреба во светот од црквата? Тие беа многу тешки прашања за мене затоа што јас никогаш во животот не бев размислил за тие работи. Но мораме да размислиме затоа што црквата го инволвира целото наше битие, ги инволвира нашите емоции,
нашите одлуки и нашиот разум е инволвиран тука. За да припаѓаш како дел од Божјото семејство, треба да одлучиш да бидеш дел од тоа. Секојдневно, што вели Исус Христос, треба да се откажеш од себе си, да го земеш крстот и да ме следиш. Тоа е секојдневна одлука. Разумот е многу вклучен. Причините кои ги имаш во твоето срце треба да бидат валидни. Зошто црквата? Апостол Павле својот аргумент го темели постоењето на црквата на секако на темелот кој е Исус. Зошто? Затоа што Исус е првиот воскреснат и стои како доказ, како сведок дека воскресението од мртвите е стварност. А како го знаеме тоа? Веруете, има една, знаете, сообратна психологија, на некој начин може да им помогнете на луѓето да излезат од некаква состојба. Јас ќе направим една, како да кажам, логички зошто воскресението мора да постои. Како прво, затоа што постои гревот. Затоа што постојат последиците од гревот. Што ни кажуваат последиците од гревот? Како што гревот и последиците од гревот се доказот за падот на човекот во грев, така црквата и обновените животи се доказот за Христовото воскресение. Кога ќе видиме светот околу нас и го гледаме ефектот на човековиот пад во грев, кој е цело време околу нас, кој ги гледаме сите тие негативни работи, и не само што ги гледаме околу нас, ги гледаме внатре во нас, нашата немоќ да се спротивставиме на некои наши похоти, нашата немоќ да се спротивставиме на нашите слабости, а сакаме да се спротивставиме. На некој начин гледаме дека има некаков пат внатре во нас, има некаква немоќ која ни оневозможува да бидеме тоа што сакаме да бидеме. И тоа е постојан процес кој ние го искусуваме секојдневно. Како што таквата состојба е доказ за човековиот пат во гревот, воскреснатите животи, обновените животи се доказ за Христовото воскресение. Затоа што обновениот живот е потврда дека Христовата сила и Христовата моќ внатре во нас прави една нова состојба, да можеш да се спротивставиш. Да можеш да се спротивставиш на таа слабост. Едноставно имаш една нова сила. Ефектот околу нас е доказ за стварноста и на падот во грев, но и на воскресението Христово. Ако преку верата во Христос јас имам сила да се спротивставам, тогаш Христовото воскресение мора да се случи. Затоа што има некаков пораз над гревот. Преку овој 22 стих, како што вели, преку поврзаноста со Адам, ние ја наследивме смртта. Преку поврзаноста со Христос, наследуваме воскресение. Со Адам сме поврзани телесно. Преку Христос сме поврзани духовно. Го наследуваме она во кое се надеваме. Во кого се надеваме ние? Дали нашата надеж е во тело или нашата надеж е во духот? Каде се темели нашата надеж? Во која стварност сте темели нашата надеж? Веќе во 23 до 27 стих, овде се чини дека се наоѓаме во некакво средиште на една битка, каде што апостол Павле кажува Христос, еве да кажем 23 до 27 стих вели вака. Но секој по свој ред, нели Христос воскресна прв, секој по свој ред. Христос е првиот плод, потоа при неговото доаѓање ќе воскреса сите што се Христови, а потоа ќе биде крајот кој ќе му го предаде на Бога и Отецот царството, односно кој ќе уништи секое началство, секоја власт и сила, бидејќи тој треба да царува додека не ги стави под нозете своји сите непријатели, а како последен непријател ќе биде уништена смртта и така натаму и така натаму. Тоа што мене ми се чини тука, ми се чини дека ние се наоѓаме во некакво средиште на една епска битка. Има некаква епска битка која се случува околу нас. И ние се наоѓаме во средиштето на таа епска битка. Често пати користам приказник за илустрација, за да можеме да разбереме што се случува во моментот и каде се наоѓаме.
Доку застанеме со претходниот стих, тоа објаснува многу за злото околу нас, за падот во грев. Тоа што ви кажа за таа состојба која ние чувствуваме не само внатре во нас, туку ја гледаме и сведочиме околу нас. Состојбата на светот, паднатата состојба на светот, безнадежноста, она страдање кое нема крај, човече. Сакаш да нема крај, едноставно нема крај. Сакаш да дојде крајот, но нема крај. Стално има некоја нова војна, стално има некои нови немири, стално некои такви вести, нема крај. Сето тоа е доказот за злото, за падот на човекот. Тоа ни помага, предходниот стих го објаснува тоа, таа состојба. Многу објаснува за злото околу нас, за падот во грев и страшната состојба во која се наоѓа човекот. Тоа објаснува многу зошто човечкиот род едноставно не може да се ослободи од злобата и постојано се враќа на тоа. Знаете, кога почна војната во Украина, многу луѓе искоментираа дека мислеа дека човекот ја надминал таа состојба повторно да води војни и слично. Не знам дали сте го слушнале тоа. Јас го слушав од многу луѓе. Ја мислев дека ние, како човечка цивилизација или како човечки род, веќе ја надминавме таа состојба. Што значи тоа? Многу ме интересира што значи тоа. И искрено да ви кажам, сакам да го најдам, сакам да ја најдам адресата од каде доаѓа таквото размислување. За мене тоа е многу фасцинантно. Таквите коментари само покажуваат дека сме ја купиле филозофијата на прогресот. Се го слушнале прогресот. Прогресот е многу присутен во нашиот речник. Прогресот е многу важен. Прогресот како филозофија се раѓа во време на просветителството. И основната теорија е дека човекот е во постојан развој на подобрување. Тоа е основната филозофија на прогресот. Човекот постојано се подобрува и се развива, и станува се подобар и подобар. Застапниците на таа филозофија веруваат дека има една наратива, има една приказна која се движи во една нагорна линија и порано или покасно сите ќе ја следат таа нагорна линија. Знаете, кога црквата во Англија одлучи да им даде теолошки да отвори вратата на жени да служат во црквата, овој англискиот премиер кажа, добро, конечно, црквата, свеќате, као се апдейтира стилот, као има некоја наратива и црквата цело време касни, свеќате, стилот. Ние цело време доцниме некаде, не знам. Ама таа приказна секако ќе се случи. Тоа е филозофијата на прогресот. Тоа е линеарна прогресија во која човековиот род чекори кон подобрување. Кон какво подобрување не знаеме точно. Зависи во кој правец ќе фати тоа. Ако фати во левичарска либерална идеологија, ако тоа е дефиницијата за подобрување, тоа кај одиме. Ако е десничарска, тоа кај да одиме. Не знам. Не се знае. Важно оди кон подобрување. Очекувањата во таа филозофија стануваат предвидувања. Например, заради концептите на таа филозофија, ние денес можеме да ги слушнеме луѓето како Елон Маск или многу други кои се активно инволвирани во подобрување на општеството, кои имаат некаква важна улога за развојот на технологијата или што ли се не, и можат да излезат со одредени предвидувања за каква ќе биде иднината. Пред неколку години Елон Маск излезе вака. Сега развиваме таа технологија со чип во мозокот. Сеќате? И он како кажува за толку и толку години тоа ќе се случи, тоа ќе се случи, тоа ќе се случи така натаму. После неколку години да се развие вештачката интелигенција, и сега веќе Елон Маск има тотално различни предвидувања. А ако немаме штекер да исклучиме компјутерот, ова може да биде најразорното нешто за човековиот род. А кај се чиповите мозок, човече? Сам да ви кажам дека прогресот се менува од време на време зависно од тоа каква е моменталната ситуација. Сега, затоа што во позадина стои филозофијата на прогресот, прогресивната филозофија, тие луѓе не предвидуваат дека нешто може да промени таа наратива. Едноставно во тој момент не размислуваат така. Затоа многу луѓе беа изненадени дека може да има војна во Европа во 21 век. После Втората светска војна ние веќе пораснавме. Пораснавме и нема веќе да има војни. Да скратам приказната, теоријата за филозофијата на прогресот е отфрлена во средината на 20 век од сите филозофи.
Веднаш после двете светски војни. Значи, таа филозофија се раѓа некаде во просветителството, 18-19 век. За во 20 век, да ги видиме најгрозните сценарија од најразвиените цивилизации. Значи, теоријата нема логика. Тие е силен доказ да се отфрли таа филозофија. Такви очекувања едноставно се невистини. Тоа не е различен поглед на себе. Тоа не е вистина. Сепак последиците од таквата теорија се уште гравитираат помеѓу луѓето. Знаете, за една филозофија да излезе од цивилизацијата потребно е многу време. Ден денешен, тоа што Ниче го напишал на крајот на 19 век, има силни реперкусии во нашето општество. Па јас мислам дека дури денес ги има најсилните реперкусии. Посебно, тоа може да се види во начинот на кој новата генерација гледа кон светот, кон тој песимизам, со тој цинизам. Тоа може да го видите во списите, во книгата на Ниче која се вика, на англиски се вика Beyond Good and Evil. Там може да го видите тоа. Тоа Ниче го пишувал тогаш. Зошто го кажувам ова? Многу луѓе, па и христијаните, надежта ја базира на некаков прогрес, дека ние како луѓе постепено надминуваме некои состојби и стануваме подобри. Не заради Христос, туку заради тоа што растеме во нашите цивилизацијски подобрувања. Едноставно, како и теоретичарите во 20 век, мораме да заклучиме дека таквата теорија не постои, бидејќи постојано е побиена од постапките на луѓето. Постојано е побиена од моите постапки. Моментот кога ќе ставам надежта во мене, дека јас сега веќе имам контрола, дека имам само контрола, ќе направам таква глупост за која ќе се каам следните 2 недели. Моментот кога ќе се потпрам на мојата зрелост, на мојата самоконтрола, на моето знаење, ќе избувам некаде каде што тотално не очекувам. И Живко возрастниот, Живко, не знам, пораснатиот, станува како едно мало дете. Затоа што сум се потпрал на мојата сила. Сум верувал на еден друг темел, а не на темелот кој е Христос. Тоа е еден мал банален пример за подлабоката реалност. Како да го разбереме тоа? Се враќаме на текстот што апостол Павле го пишал до коринтијаните. Она што апостол Павле ни го кажува е дека ние во моментот се наоѓаме во средиштето на една голема битка. Во тоа се наоѓаме ние тука. Или да бидам попрецизен, во средиштето на финалето на една веќе извојувана битка. Христос веќе ја извојува таа битка, но сега е финалето на таа битка. Поразот на непријателот е повеќе од јасен. Тоа го сведочи празниот гроб. Тоа го сведочи каменот кој стои до гробот, кој не можеше да го задржи Христос. Неговата немоќ на непријателот која доаѓа преку смртта е откриена. Но сега во тие финални сегменти од борбата не се работи за никакво освојување од негова страна, туку за уништување колку што е можно повеќе додека тој пропаѓа. Во една таква состојба се наоѓаме. Додека непријателот пропаѓа, тој се обидува да уништи колку што е можно повеќе. Се сеќавам да додека живеев во Хрватска во време на војната, често пати слушавме за вести како некој настрадал мина. Живеев јас тогаш кога по линијата веќе беа минирани, се околу Осијек, таму кај што живеевме беше минирано, преку реката не смеевме да одиме таму, тоест не смеевме да шетаме на шеталиштето, пошто некојаш можеше да има војник од другата страна да пука, свашта имаше тогаш во тие денови. Постојано слушавме кога ќе се ги чистеа мините на еден начин што ги палеа по линијата, како што гореа така пукаа мините, ни поцрне слушаме пукање мини. Така расте таму во Хрватска. Мините се едни од најкукавичките оружја што постојат. Ние во училиште добивавме листови со слики од играчки или пенкалца и тоа беше нашето официјално упатство за кои работи да не ги собираме од улица доколку ги најдеме, бидејќи може да бидат мини. Играчки и пенкалца може да бидат мини. Тоа имавме официјален лист од училиште добиен. Неколку пати одев на места каде што ги чистеа мините и тоа беше модифициран комбајн, така еден си направил комбајн,
го забарикадирал со железо и со непробойно стакло да го штитат од шрапнелите и што е да. И како што оди, ги врти овие метални топчиња и како што оди по полета само мини експлодирал. И така натаму. Според правилата на војната, но правила, знаете, кога се води војна има правила. Кога се поставуваат мините, мора да се направи нацрт и скица за после војната која ќе заврши тие мини да се исчистат. Тој е поентата. Сега водиме војна, ќе се испотепаме, мора да има правила за после да можеме повторно да живееме заедно, пошто сме комшии. Сега да се караме, утре ќе се дружиме. Така со Хана јас играм. Се караме, се дружиме, се караме, се дружиме. Сега кога војната трае, правилата не постојат, така да непријателот става мини кај ќе стигне само за да уништи колку што е можно повеќе. Понекогаш тоа ќе биде уништување на некоја шума, преку непланско минирање за да стане непристапна и опасна за луѓето, а понекогаш тоа ќе бидат играчки и пенкала кои ќе послужат за уништување па дури и на деца. Кој да е, само да уништиме повеќе. Токму во една таква зона се наоѓаме сега и ние. Непријателот е поразен, но со својот последен замав тој само сака да уништи колку што е можно повеќе. Зошто понекогаш имаме силна духовна битка? Мислите дека тој сака да ве придобие? Тој единствено што сака е само да уништи. Само тоа сака да го направи. Нема придобивање. Нема царство во кое тој ќе владе, неговото царство е уништено. Тој моментално ги зема последните неколку здива и со тоа сака да уништи колку што е можно повеќе. Твојот обновен живот е доказ дека тој непријател веќе нема власт врз тебе. Ако си ја почувствувал милоста Божја во твојот живот, ако еднаш си ја почувствувал слободата која доаѓа преку Христос, ако еднаш си посведочил што е тоа што Господ може да го направи за тебе, еднаш во животот, да го почувстваш неговиот допир, неговиот мир, еднаш во животот ако си го почувствувал тоа, тоа е најголемиот доказ, најголемиот доказ дека Христос живее. Тоа е најголемиот доказ за воскресението. Тоа е најголемиот доказ дека можеш надежда да ја положиш целосно во него. Можеш да му се спротиставиш на непријателот и тоа само да го кажам. Имаш власт над непријателот. Но тој во своето повлекување, ако може да те уништи, тој тоа ќе се обиде да го направи. Но не заборави, Христос е темелот. Христос е каменот врз кој можеш да ја градиш твојата куќа. Врз кој ќе дојдат бурите, ќе дојде дождот, ќе дојде ветрот, ќе дојде поплавата, све ќе дојде. Ако Христос е темелот, ако Христос е каменот врз кој ја градиш твојата куќа, таа твоја куќа ќе опстои. Христос е темелот. И еве е нашата надеж и нашето очекување. Апостол Павле оваа глава ја завршува со неколку стихови кои зборува триумфално за Христовата победа. Вели вака, продолжува со својата логика и со своето објаснување за воскресението, за воскреснатиот живот. Им објаснува на коринтијаните зошто смртта се уште е дел од нас, ако Господ Исус ја победил смртта. Зошто смртта е се уште дел од нас? Нема да го читам се до тоа, но еве во еден краток завршен збор апостол Павле вели вака. Зашто распадливото треба да се облече со нераспадливото, а смртното да се облече во безсмртност. А кога ова распадливо ќе се облече во нераспадливост и она смртното во безсмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. Победата ја проголта смртта. О смрт, каде ти е осилката? О смрт, каде ти е победата? Каде ти е ножот смрт да те видам? Немаш веќе оружје, затоа што Христос дојде во смрт и го грабна твоето најголемо оружје, парафразирам. О силата на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Да му благодариме на Бога, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа и сестри мои, возлюбени, бидете постојани, непоколебливи и секогаш богати во делото Господово,
знаејќи дека трудот ваш пред Господ нема да биде залуден. Ако веќе се подпираме на некаква наратива, на некаква приказна, на некаква линеарна приказна која тече без да праша било кој. Ако веќе нашиот живот го подпираме на некаква приказна, инако сите ние сме дел од некаква приказна, секој еден од нас. Нека се подпреме на она наратива која вистински обстоила во историјата и која вистински сведочи и се докажува повторно и повторно и повторно. Сите маченици и оние кои положиле својата вера во Христос сведочат дека единствениот наратив кој не потврдил до самиот крај е она што Христос го отпочнал и го оставил и нешто во кое човек е повикан да живее. Обновените животи, слободата, радоста, надежта кои извираат од длабочината на човекот, чиј извор го наоѓа во Христос, се доказат дека првите плодови на воскреснатиот живот, на воскресението, можеме ние сега и овде да ги искусиме. Можеме храбро да изјавиме дека Христос е темелот, Христос е каменот врз кој можеме да го градиме нашиот живот. И тој е темел кој никогаш нема да не разочара. Јас ова проповед сакам да ја завршам со едно сведоштво. И ќе ја повикам Христина, која се крсти пред неколку недели, да дојде да го каже своето сведоштво, ќе се молиме за неја на крај и со тоа ќе завршиме. Здраво на сите. Се знаеме со сите, мислам дека има некој што не ме познава. Може микрофонот за надвор. Поблиско, не знам со микрофон да. За надвор да се слуша супер, супер. Да. Значи јас сум Христина, Тина. Доаѓам од семејство на православни христијани. Сум имала безгрижно мирно детство и ми благодарам на моите родители за тоа. Како и повеќето православни семејства што ги познавам јас, средбата со Бог била кога се одела во црква, тоа многу ретко за празник, имен ден, слава и толку. Јас сум верувала во Господ од секогаш, меѓутоа во рамките на она што сум го гледала во семејството. Со текот на времето, низ годините, како што поминува, дојдов во еден период, не знам кога беше точно, пред 5-6 години можда, во еден навистина тажен, депресивен период, осаменост, период кога ништо веќе не очекував, на ништо не се радував. Беше многу страшно што не бев сама, зашто беа околу мене моите семејството, пријателите, меѓутоа имав длабоко се чувствував осамена и имав една празнина која ништо не можеше да ја пополни. И така пред скоро 2 години се дојде Никола во мојот живот. Тогаш ке реков, тоа беше случајност, можда среќа, меѓутоа денеска, од денешен настак знам дека Господ ме испратено него во мојот живот, затоа што заедно со него, преку него дојдов во црква тука, се запознав со Живко, со Фани, со Јонатан, Вале, сите тука што се знаеме. На почетокот ќе признам дека малку бев сумничава, со недоверба дојдов, меѓутоа со тек на време како што беа богослужбите во недела, имавме групи тогаш со Јонатан и за многу кратко време веќе одвај чекав да дојде недела и да дојде следната богослужба. Тогаш тој период почнав да читам Библија, почнав Нов Завет да читам, Евангелија и имав чувство дека кога и да читам, дека Бог мене ми се обраќа преку тоа што го чита. И имаше еден момент кога пред да почнам со читање се молев и веќе во првиот стих што го прочитав, најдов одговор на мојата молитва и надеж дека истата ќе се исполни. И тогаш сфатив што ми треба, што ми фалело во ствари и решив да го предадам мојот живот на Бога. Па со негова волја, со негова помош, пред еден месец ги имавме убавите 2 дена во мојот живот. Моето крштение прво, а потоа мојата венчавка. И Беше многу ладно. беше ладно, ама беше преубаво. И
Веќе кога знам дека Господ е во мојот живот и ме води напред, веќе не се плашам од ништо, дека нема да успеам, дека ќе останам сама. И исто сакам уште на крај нешто да прочитам еден стих, да споделам. Сега беше брзо тоа, кога имав на работа многу врски, некои работи што првпат се соочив со нив, што навистина не знам како да ги завршам. За малку ќе се откажев, меѓутоа тоа го прочитав стихот на мобилната апликација на мојата Библија, кој што гласеше: не плаши се, зашто јас сум со тебе, и не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам. Ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Исаија 47:10 стих. Затоа што крштението е јавен исказ за таа внатрешна вера за која сега зборуваме, за да таа реалност која е дел од нас. Само се молам за Кристина, Господ да ја води, да ја чува и да едноставно реди победи една без друга. Амин. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што можеме да си го дал твоето семејство на ова земја, сите ние да бидеме дел тука, Господи. Ти благодарам, Господи, за тоа што преку твојата љубов ти не освојуваш, не насилно, туку со љубов. Боже мој, ти ни го покажуваш патот на животот. И Господи, без тебе не можеме апсолутно ништо да направиме. Затоа те молам, Господи, Боже мој, биди во живот на Христина, благословија и нека, Господи, таа верно ти служи, те следи целиот нејзин живот. Да, Господи, ти бидеш нејзин Бог, он да биде твој дете. Ја оставам во твоите раце, Господи, и во името на Таткото, на Синот и на Светиот. Амен. Амен.